Кабинетот на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов денеска во 10 часот и 15 минути ги прими членовите на новата влада предводена од премиерот Зоран Заев. Од изборите досега Зоран Заев два пати беше кај Иванов. Првиот пат во надеж дека ќе го добие мандатот, надеж која не се исполни бидејќи Иванов бараше посебни гаранции за да го додели мандатот. Вториот пат под силен притисок и откако стасаа гаранциите од Заев за унитарноста на државата, Иванов одлучи конечно да го определи Заев како мандатар на новата влада. Новиот премиер Зоран Заев денеска во владата на Република Македонија ја презеде функцијата од Емил Димитриев. Заев беше придружуван од неколку члена на новиот владин кабинет. Новиот премиер вчера по изборот на владата во собранието изјави дека ќе води слободарска, нова и реформска влада, истакнувајќи дека народот очекува многу од новата влада. На изборните министри во неговиот кабинет им порача да водат грижа за граѓаните и да бидат нивен сервис. По изборот на новата влада денеска беше извршено и примопредавање на дел од министерските функции. До вчерашниот министер за внатрешни работи Агим Нухиу му ја предаде должноста на новоизбраниот Оливер Спасовски веќе утрово. Никола Димитров ја прими должност од Никола Поповски нешто после пладне, а и во Министерството за одбрана се одржа свеченост по повод примопредавање на должноста министер за одбрана на Република Македонија. Предадени се и министерските места во Министерството за образование и наука и Министерството за култура, за земјоделство, водостопанство и шумарство. Иванов им честиташе на министрите. Тоа беше прва работна средба на новиот владен состав после нивната свечена заклетва која ја дадоа вчера вечер во Македонското собрание. Честитки за новоформираната влада пристигнаа од меѓународната заедница и пораката за владење на правото и итно исполнување на реформите за продолжување на евроинтеграциите на земјава.